Во културно-информативниот центар во Скопје ќе биде отворена изложбата Македонска современа фотографија во организација на Фотосојузот на Македонија. Представени се 60 фотографи со по една фотографија, а во монографијата се содржани 160 фотографии на 81 фотограф. Председателот Кирил Штрков истакнува дека сепак оваа монографија е повеќе за фотографијата и за незиниот развој во Македонија, а помалку за авторите и за нивните достигнувања. Овде е опфатен период од 45 година, односно веќе 46 е формиран Фотосојуз како организација која негува, би рекол, уметничката фотографија. Значи, ние не се бавевме за најчискиот дел на оваа професија. Така да, во самата монографија, значи, практично изложбата е придружна манифестација на едно посебно издание кое го имаме, би рекол, издание кое остава трага во македонската фотографија и во историјата на визуелните уметности во Македонија. Значи, најважно е што го имаме оваа монографија која офаќа период до 2020 година. Тоа го направивме со цел и со надеж дека можеби после нас некои наши наследници ќе продолжат со оваа идеја и можеби не за 80 години, но да речеме за 20 би го дополниле ова издание. Оно што е содржано во монографијата е се 81 автор и секој од нив доби место со по 2 фотографии, така да во монографијата стојат 162 фотографии и има осврти од Ацо Кондев, од Златко Теодосиевски и од професор Цветан Гавровски во самата монографија, така да мислиме дека заокруживме или опфативме еден поголем опус од автори кои делуваа во овој период. Она што е важно да го истакнам, дека овој материјал е од архивата на Фотосојуз на Македонија, многу важен детал е тој, затоа што ние го користевме материјалот на автори кои биле членови на Фотосојуз на Македонија и кои или делувале во рамки на клубови кои биле членки на Фотосојуз на Македонија. Така да, нашата амбиција беше да ја представиме оваа архива. Фотографот Александар Кондев истакнува дека ова е капитално дело за македонската култура и за Македонија. Со неговото издавање се дава една систематизирана рамка, временска и авторска, таа не дава конечен суд или заклучок, но е предизвик за сите добронамерни кои ги интересира овој медиум да истражуваат подетално. Оваа година е 170 години фотографија на тлото на Македонија. Прво, како меѓашна точка е записот на иконописецот и зоографот Аџи Косте од Велес во црквата Свети Димитрија во Велес, кај што вели црквата е осликал Аџи Косте, зоограф и фотограф. Да и кажеме на културната јавност, на македонската јавност, на сите оние кои се бават со фотографија, да знаат дека не се дрво без корен, дека културата во Македонија е многу, многу одамна настаната, а ние само треба да се присетиме и да ги почитуваме придонесите на минатото. Во овој проект што го водевме на највисоко стручно ниво. Беа ангажирани 2 државни национални установи. Заводот за заштита на споменици, Денска конзерваторски завод Скопје, национална установа и дигиталниот центар на управата за заштита. Тоа се врвни установи. Иако мислевме наивно на почеток дека е ова заокружен систем, заокружена активност, испадна дека сега се отворија многу други работи кои треба да се завршат, ако и ние не знам дали ќе имаме енергија. Се отворија
цели архиви, се отворија нови имиња. И затоа, ако погледнете во анонсот за нашата изложба и за книгата, пишува прво издание. Ние сакаме тоа да продолжи со второ, со трето издание, кој ќе се надополнува. Кој ја сака фотографијата, треба да ја поседува оваа книга.